Вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Премиерот Христијан Мицкоски откри дека Македонија со европски експерти го изготвила акцијскиот план за малцинствата, кој како обврска произлезе од францускиот предлог, но и овој документ без суштински забелешки бил отфрлен од Софија бидејќи бил испратен на македонски јазик. Акцијскиот план за заштита на малцинствата е одбиен од Софија и бил напишан на македонски јазик. Ова денеска го откри премиерот Христијан Мицкоски, кој во детали објасни како се подготвувал документот кој е дел од преговарачката рамка. Уште пред да почне изработката, Мицкоски вели дека ги предупредиле партнерите во Брисел и најдобриот акцијски план ќе биде одбиен од Бугарија. Документот за заштита и унапредување на правата на малцинствата го изработила италијанка, како што вели Мицкоски, врвен експерт. На барање од Брисел, земјава и пред време го испратила до Софија, но како што вели Мицкоски, бил одбиен дека е напишан на македонски јазик. Ако они мислат дека ние ќе го испратиме на друг јазик, ние немаме друг јазик согласно уставот, а тој е македонски јазик, а тие уште еднашка покажуваат дека нема врска малцинството или бугари во устав. Има многу подлабоки корења нивните барања и многу подлабоки се проблемите и уште еднашка покажуваат дека нивната намера е сосема поинаква. Жалам уште еднашка што испуштија шансата да покажат дека се добри соседи. Ниту една земја членка нема против, нити едно малцинство во Македонија, бидејќи имаше јавна дебата, јавна расправа, нема против. Е проблем било што било на македонски јазик. Во меѓувреме Мицкоски вели дека имало повеќе иницијативи од европските челници за средба со бугарските власти, но тие сите биле одбиени. Имаше иницијатива и од претседателката фон дер Лајен и од претседателот Кошта на таква средба да се организира во Брисел. За жал, од другата страна ја одбија таа средба. Потоа имаше иницијатива од Париз, тие да бидат домакини на оваква средба, повторно ништо. Имаше иницијатива од Берлин, тие да бидат домакини на оваква средба, ништо. Пораката од Софија беше, ама ние треба заедно да разговараме. Чекайте се. Дајте да се одлучиме. Билатерален ли е проблемот? Или ние имаме проблем со Брисел? Ако е билатерален, тоаш вие потврдувате тезата дека го билатерализирате процесот на пристапување, дека нема врска копенхагенски критериуми. Ако е така, да знаеме. Премиерот вели дека во моментов земјава нема никакви контакти со Бугарија, но како што рече, стоиме на располагање било кога и било каде да разговараме и да ги представиме нашите аргументи. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Владата најави драстично зголемување на казните за маркетите што применуваат нефер трговски практики од сегашни 20.000 на дури 200.000 евра. Премиерот Мицкоски порача дека предупредувањата не вродиле со плод и дека трговците продолжиле да ги прикриваат старите практики под нови имења, најавувајќи жестоки мерки со цел заштита на граѓаните и стабилизирање на цените. Во првите 3 месеци од годинава владата ќе испрати законски измени до собранието, со кои ќе се зголемат казните за маркетите, кои не го почитуваат законот за нефер трговски практики. Според најавите од Министерството за економија, од сегашните максимални 20.000 евра, глобата би изнесувала 200.000 евра. Премиерот Мицкоски изјави дека владата не сакала веднаш да казнува, туку прво се обидела со предупредување и апели. Но како што рече, дел од трговските ланци не го смениле своето однесување. Продолжиле со нефер практики, само што сега ги прикривале со други имиња. Се обидуваат да ги видоизменат тие нефер трговски пракси за производот да добие подобро место на рафтовите, да биде повизибилен и така натаму. Па тоа што порано беше некаков процент во форма на работа или не знам, денеска е маркетинг услуга за истражување на пазар и така натаму. И тоа полека, но внимателно го документираме и го следиме. Кога ќе бидеме целосно подготвени, а мислам дека наскоро тоа ќе се случи, ќе почнеме да превземаме жестоки мерки, како велат нашите поискусни и повозрастни велат, на човек со сила не можеш да му дадеш. Така што ако тие не може да ја препознаат пораката и упорно нивен главен интерес е профитот на сметка на граѓаните, тогаш ние како влада и како институции немаме друга опција
освен да ги заштитиме интересите на граѓаните. Мицкоски не одговори дали станува збор за истите маркети за кои претходно беше утврдено дека биле дел од картелско здружување. За тој случај рече дека од времето на претходната власт и дека оваа влада само го процесуирала. Земјава од подамна се обидува да стави ред со цените во маркетите. Законот за нефер трговски практики стапи во сила пред година и пол, а очекувањата беа дека ќе следи поевтинување на 2500 производи за 10%. Тоа не се случи. Цените не паднаа ни по законските измени со кои трговците беа обврзани да ги објавуваат цените на сите производи на нивните веб страници. Последно замрзнување на маржите имаше лани, откако во обемни контроли пазарните инспектори откријат двоцифрени маржи и кај маркетите и кај дистрибутерите. По завршување на ограничувањето беше направена анализа на базичната инфлација, но таа не резултираше со мерки против поскапувањето. Државна статистика пресмета годишна инфлација во ноември од 4%. Колкава била во декември, ќе се знае во четврток. Мартин Арсов, Сител телевизија. Нова сообраќајна трагедија на почетокот на 2026 година. 60 годишник почина на лице место. Станува збор за прва жртва на сообраќајка оваа година. Власт очекува дека со воведувањето на системот Safe City и со казни од 1 февруари бројот на жртви ќе почне да се намалува. 40 годишна жена смртно прегази пешак. 60 годишник од Скопско Волково е последната жртва како последица од невнимание на возач. Вчера скопјанка со Мерцедес удрила во мажот, а тој од повредите починал на лице место. Смрт констатирал лекар од итната медицинска помош. Сообраќајката се случила вчера вечер во 21 часот, а неколку часа подоцна полицајците ја уапселе жената. Увид направи екипа од СВР Скопје и по целосно документирање на случајот против возачот на автомобилот ќе биде поднесена пријава под член 300 од кривичниот законник, соопшти од МВР. Македонија бележи алармантен број на жртви во сообраќајки. Статистиката на МВР покажува дека 2021 година се заокружува со 116 загинати лица. Во 2022 бројката се зголемува и изнесува 124. 127 е бројот на загинати во 2023-та, додека 2024 година бележи највисок број на жртви 142. Лани имаме 11 жртви помалку споредено со 2024-та. Со Safe City ќе се намали бројот на загинати во сообраќајки, очекува премиерот. Од декември месец 2025 немаме починати како резултат на тешка телесна повреда, како резултат на сообраќајна незгода во Скопје. Споредено со декември 24-та, кога имало 5. 0 и 5, тоа е јасна разлика. Промени нема. Тест периодот завршува на последниот ден од јануари. Казни за сите прекршители на законот ќе има веќе од 1 февруари. Ако 2024 имавме 142 починати, сега имаме 131 починати, 11 помалку. И предпоставувам таа бројка ќе паѓа. Ние сме решени со овој процес да одиме до крај, а потоа да го прошириме и во другите средини, во другите градови, каде што соодветно на физибилити студијата има проценка дека е потребна. Така што до овој момент нема промена на активната примена на Safe City, односно безбеден град, а тоа останува да биде 1 февруари 2026. Камери, освен во Скопје, ќе има и во Куманово и Тетово, како и долж коридорите 8 и 10. Габриела Лескова, Сител телевизија.